Ние најавивме каков разговор и на која тема ќе имате можност да слушнете многу информации кои што сум сигурна дека сите сме дел од ова што сега ќе го зборуваме. Добро утро за доктор Љупчо Николов, хирург, травматолог во Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Да, дегенеративни болести на рбетниот столб, како да ја намалиме ни оваа болка која што ја чувствуваме на промена на времето и да го зачуваме квалитетот на животот, ќе биде одлично да ве слушаме со внимание. Да, ви благодарам први на поканата. Секако, ова е доста актуелен проблем, секојдневен и мислам дека секој од нас почувствувал проблем или некој наш близок почувствувал проблем со рбетниот столб. Во суштина, дегенеративните болести на рбетниот столб е процес на старење, од кој што не можеме да побегнеме. Но има и кај младата популација. Така е, да. Од други причини. Во принцип, да, различни ни се сакам да ве прашам, јас се извинувам, Оливера, ќе си продолжите вие, односно ќе си започнете убаво со разговорот. Како вие го започнувате утрото како доктор? Па, Ако нема итен повик. Ако се нема итен повик и ако имаме регуларен ден, вообичаено 6,5 часот станати, 7,5 треба да бидеме на работа. Со напиток, дали може да ве послужиме нешто? Од нашата миникуина, кафе, чај? Може секако. Задоволство ќе ви биде. Може чај. Да ви подготвам, да. Може, благодарам. И може да се започнете, како што кажав, јас со нетрпение чекам да ве слушам. Ако имам и некои прашања, слободно со се што можам. старењето го чувствуваме, ќе поставам, повелете. Така, многу честа тема, дегенеративни промени на рбетниот столб, посебно во 6-та, 7-та и 8-та деценија, а ние сакаме да имаме здрави гледачи и токму затоа. Кои се најчести дегенеративни проблеми кои што настануваат на рбетот и дали се најчести, да, како што кажавме во овие возрастни доба? Па вака, значи, дегенеративните промени или состојби во суштина представуваат промена на структурата на рбетниот столб со текот на старењето, а воедно и промена на мобилноста. Принципот или основната причина зошто е токму старење. Нешто од кое што природно не можеме, меѓутоа има многу начини како можеме себе си да си помогнеме. Зошто велиме 6-та, 7-та и 8-та декада во животот? Со напредокот на медицината, техниката и технологијата, во суштина е пролонгиран животниот век. Во сите статистички анализи во литература, бројот и популацијата на 6-та, 7-та, 8-та декада многукратно се зголемува, се смета дека тоа и само ќе се зголемува понатаму. Од тука и она многу честа проблематика која што е врзана со рбетниот столб, односно со секојдневните активности. 6-та, 7-та, 8-та декада, 9-та декада од животот се во суштина и ефекти на Дали тоа значи дека во таа возраст помалку физички сме активни и недоволното движење, кинезотерапијата и слично? Апсолутно да. Со старењето се намалува и мобилноста и токму тука лежи и проблемот кој што сакам да го потенцирам, бидејќи со старењето не е проблем само формата, структурата на рбетниот столб, односно коска како коска од локомоторниот систем, меѓутоа мускулатурата е битниот фактор. Таа е таа што ни овозможува да се движиме. Намалувајќи активноста, вежбањето, движењето, се намалува се повеќе и повеќе мобилноста и од тука произлегуваат дополнителните проблеми. Треба да се земе во предвид дека пациентите, односно популацијата 6-та, 7-та, 8-та декада од животот, тоа се пациенти кои што имаат и дополнителни конкомитантни болести. Затоа што нигде не пишува дека треба само во еден проблем да имате во едно време, него тоа е збир на многу нешта. Како може да ја разликуваме на обична болка од некој посериозен проблем? Кога треба да се упатиме на доктор? Да, вака. Болката е во суштина одбранбен механизам на телото. Тоа е знак дека нешто се случува. Има најразлични категоризации, степенувања, опишување на болката, бидејќи секој од нас, болката е субјективно нешто. Не можеме да ја измериме, меѓутоа секој пат тоа се вели визуелна аналогна скала. А кога боли, боли. И тоа е примарниот и доминантниот симптом. Онаму каде што можеби треба повеќе внимание да се обрне, кога болката ќе почне
во хроничен момент, значи долготрајна, кога ќе почне да влијае на квалитетот на живење. Сето тоа пролонгирано и не само пролонгирањето на болката, таа ве врзува со намалување на мобилност, намалување на активност. Во тој случај би требало да се превземат мерки. Кои се тие мерки? А тоа е дијагностиката. Дијагностиката е есенцијална како ние како лекари да можеме да ги разликуваме проблемите, односно симптомот, дали станува збор за нешто што можеме конзервативно да го третираме, што во најголемиот број од случаи е конзервативен третман, од она што во мал број на проценти излегуваат сериозни проблеми и последици по здравјето на... Понекогаш возрастните и забораваат дека нели се веќе во таа доба, па ќе си дигнат нешто тешко и така ќе останат. Да. Го кажувам тоа од лично искуство и тука веќе настанува проблем, потребно е да се појде на лекар, рентген, магнет. Да, тоа се првиот чекор е секако клиничката слика и разговор со пациентот, да ја опише неговата болка, да ја опише дали колку временски трае, каде е локацијата, а потоа следуваат чекори на радиодијагностика. Првиот чекор е рентгенграфијата, која ни е показател во кој правец понатаму ќе одиме, меѓутоа златен стандард, благодарам, златен стандард представува магнетната резонанса. Магнетната резонанса ги визуализира сите неопходни елементи, ни дава огромен број на информации каде што со голем степен на веројатност можеме да донесеме дијагноза, а соодветно врз дијагнозата и терапија. А од око можете да донесете дијагноза? Па најчесто од око кога пациентот доаѓа подвиткан, се држи за десната или левата страна, гледате дека има еден гегав од ја штеди ногата, па кога ќе седне на столица, вообичаено е позицијата анталгична. Да, претпоставувам и веднаш кога веќе знаете од каде ќе почнеме со разговорот со пациентот. Повелете. Да. Така, честа појава и остеопорозата, посебно кај женската популација. Да, остеопорозата на жалост го афицира повеќе женскиот пол, посебно во периодот после менопаузата. Тоа значи дека природните одбранбени механизми во текот на периодот кога жената е плодна и оној хормонален статус кој што итекако ја штити, поминувајќи после менопаузата, тие заштитни механизми се намалуваат. Процентуално соодносот е 4 до 5 жени, 1 маж. Тоа е сериозна разлика и затоа жените и остеопорозата кај женскиот пол е доста присутна. Она што треба и мислам дека вреди да се спомене е дека како прво лек за остеопорозата во суштина не постои, него постои она движењето е живот. Да. Треба да се направат одредени испитувања, затоа што тоа се вели DEXA скен, на тој скен се одредува густината, што е основниот проблем кај остеопорозата. А тоа е загуба на густината, цврстината на коската, а тука токму највеќе страга рбетниот столб, бидејќи нели тој е центар на нашето тело, се е околу него и целата тежина и движење и активност се обавува преку него. Затоа и најчесто овие остеопоротични проблеми се јавуваат на рбетниот столб. Така. Тие мислам дека во суштина не треба пациентот нешто да има голем пад или не знам, тоа се минорни потези, па дури некој пат и едноставно вртење во кревет или станување од столица нагло од седење знае да направи проблем и она што е карактеристично за тоа, тие се долготрајни болки. Секое седнување, секое исправање представува болно за пациентот. Меѓутоа, па затоа сме ние тука да можеме да помогнеме. За среќа, да ве имаме вас, стручни лица и луѓе кои што знаат веднаш што треба и како да ги упатат. Кога ќе ви дојдете пациент со такви проблеми, што вие нудите како болница, како оддел за болки во рбетниот столб? Да.
Во нашата болница постои специјализиран центар за третман на болка и акутна и хронична болка. Тоа е група, екипа. Во таа екипа сме хирурзи, ортопеди, травматолози, неурохирурзи кои што работат проблематиката на рбетниот столб, секако колегите радиолози, не само во делот на инвестигацијата, меѓутоа и радиолошките интервентни процедури кои што се обработуваат, и тука се колегите анестезиолози, така да при пристап на овој третман на болка и ваков проблем со рбетниот столб е мултидисциплинарен. Она што можам да кажам дека во најголемиот број од случаи болката се третира медикаментозно. Тоа значи употреба на лекарства, аналгетици, антиинфламатори, миорелаксанти. Тоа е почетното, тоа е почетокот. Да се намали болката и воспалението. Во суштина, идејата е да се намали болката како би можеле адекватно да извршиме клинички преглед, да може пациентот да ја поднесе диагностиката, бидејќи кога боли, верувам сите не сме во можност не е пријатно да направиме магнетна резонанца, да појдете, значи се е тоа врзан систем еден со друг. Медикаментозниот дел е почетниот дел. Во случаи каде што имаме акутна, силна болка со силен интензитет, во тој случај е интравенската апликација на медикаменти, која што е многу побрза и повторно целта е нормално да се намали болката, да се смири комплет болката, за да можеме да направиме на пациентите соодветна диагностика, бидејќи болката е само симптом. Но нам ни е битно да ја видиме причината. Ние сега тука адресираме само еден сегмент, а тоа е болка, а позадината е да направиме се што е потребно да видиме причината. Кога ќе ја знаеме причината, кога ќе ги направиме сите клинички, радиолошки, лабораториски исследувања, веќе можеме да утврдиме диагноза и соодветен третман на болката. Кога е време за оперативни зафати? Па вака, јас пред себе би сакал првим да кажам дека медикаментозната терапија како прв чекор, кога ја завршиме, имаме на располагање и други моменти. Тоа се нервните блокади, кои што исто делуваат за смирување на болката. Тоа се најчесто епидуралните инекции, каудалниот блок, сето тоа во интерес, буквално во истиот момент на апликацијата, болката се смирува. Доколку и тоа не даде соодветен одговор, на располагање имаме две дополнителни методи кои што се прават кај нас. Тоа е радиофреквентната аблација и криоаблацијата. Тоа се во суштина инвазивни процедури, многу поедноставни за пациентите, бидејќи се работат во локална анестезија. Значи не се чувствува болка? Да, во локална се изведуваат во операциона сала заради употребата на рентген апарат, заради поголема прецизност. Во суштина значи користење на ниски температури за замрзнување и радиофреквентната аблација високи температури за загревање на точни определени анатомски позиции каде што сметаме дека е причина за болката. На тој начин се оштетуваат, односно уништуваат сензорните гранки кои што го носат сигналот за болка и на тој начин, прекинувајќи ги овие сигнали, веднашка се добива ефектот на намалување на болката. Оно што морам да напоменам е дека вредноста, односно успехот на овие интервенции, земајќи во предвид дека станува збор за симптоматолошка терапија, е околу литературата вели 60-70%, што за нам лекарите е многу голема и добар успех. И она што е добро да се напомене е тоа дека овие работи може да се повторуваат. Значи не е определено да биде само еднашка, меѓутоа може да се направат и 2 пати, 3 пати со оглед на одредена временска дистанца, бидејќи се смета дека тој ефект на овие две методи, криоаблација и радиофреквентна аблација, во суштина дозволуваат еден период од 6 до 9 месеци без болка, бидејќи во тој временски период 6 до 9 месеци доаѓа до повторна регенерација на тие сензорни нервни гранки, така да можеме да повториме постапката. Така, па тоа и не е мал период? Апсолутно, повторно кажувам дека ако земеме во предвид дека тоа се пациенти кои што мислам 90% од нив имаат проблем
со срце, со крвниот притисок, шеќерна болест, па дури и онколошки болни, хронични инфекции, секој пат е добро кога имате опција. Така. И треба да се искористат сите овие опции пред да се донесе одлука што понатаму. Понатаму е оперативниот. Тоа е веќе третман. крајниот, вие прво гледате Апсолутно. овие, нели, побезболни неинвазивни Апсолутно сакам да кажам на вашите гледачи и све дека оперативниот третман секој пат треба да биде последна опција. Во исклучителни случаи првенствена опција, а тоа се пациенти каде што веќе имаме сериозно нарушување на квалитет на живење, сериозно нарушување на мобилност и невролошки испад. Невролошкиот испад е апсолутна индикација за оперативна интервенција. Што значи тоа не Невролошки, да, апсолутно. Апсолутно Значи неподвижно тоа значи лице. загуба на моториката, можноста за движење на стопало, на колено, на колк, кој што е доста евидентен, така да таа слабост на мускулатурата, сето тоа е резултат на тие хронични промени кои што се во рбетниот столб и оштетувањата на рбетниот мозок, на нервните патишта, кои што доведуваат до таква слабост. Но има искуства, сигурно, Апсолутно, да. каде и после операцијата тоа лице станува подвижно. Па целта на операцијата е да Тоа се е намали целта. првим болката и второ пациентот да има квалитет на живење да стане. Вообичаена пракса е постоперативниот, после вториот ден оперативен, ние ги стануваме пациентите. Идејата на оперативниот третман е да ве вратиме назад. Сега, ако после операцијата се започне нормален живот, поквалитетен, движење, Што е физичка активност, веројатно Апсолутно. давате некои вежби што треба да се апсолутно, прават да. по тоа. Апсолутно. И после оперативниот третман, кој што, да речеме, првите 3 недели треба да биде доста внимателно, поради многу причини, во Да не смисол, направат тоа се, во принцип, се комплексни интервенции, коефициентот на сложеност кога се работи за рбетниот столб е поголем во однос на другите, треба да се биде внимателно. Меѓутоа, тоа не значи дека треба да ве ограничиме да седите, да лежите во кревет, него напротив, треба да се стане, да се вежба, бидејќи физичката активност и движењето е живот. Така е. да, тоа е Па, основниот. без оглед колку години имаме, потребно Апсолутно. посебно па и постарите лица, оние што се сами и то како им Токму треба така. движењето за да може да функционира. Да, затоа и нагласив дека квалитетот на живење е многу битен. Второ, тоа е возрастна популација која што, како и секој човек, не сака да зависи од некој друг. И токму тоа, за да можат да се грижат и сами за себе и во секојдневниот живот, мислам дека Да, добре, велам што ве имаме, но како да направиме еве од помладите да не дозволиме во таа возраст да дојдеме до тоа дередже што вели народот, до тој степен. Во суштина, Правилно седење, движење. многу работи, начинот на кој што живееме, влијае и има кумулативен ефект кога ќе дојдеме во повозрастните години. Што значи тоа? Физичка активност пред се. Кога ќе кажам физичка активност, значи мислам на се она што е врзано со од движење, од вежбање, од спорт, тоа да стане дел од Нашиот живот. секојдневие. Да може да се посвети внимание во однос на физичката активност, тоа може и дома да се прават, тоа се 10, 15, 20 минути, кои што мислам дека секоја млада особа може да одвои за себе. 20 минути во денот. 20 минути вежби, денеска со оваа информативна технологија можете да видите секакви типови на вежби, На YouTube да се активности. пишеме, да. Да, од јога, топло препорачувам планк вежби, кои што се одлични за тонусот на стомачната, грбната мускулатура, таа што не држи исправена. И некоја препорака за мојата колешка на проблем. Со орбетниот столб. Вежбање и активност, Да, верувајте да. ми. А сакам да ве прашам вака сега. Ако имаме почести болки, тоа значи дека побрзо стариеме. Не. Побрзо треба да делуваме. Да, само треба побрзо да делуваме. Да делуваме тоа, физички Да не активно. посетите, да видиме што е
Да. Што ми ќе видиме што е и како е многу лесно може да одлучиме како понатаму. И секогаш знаеме да се жалиме јас со вас, докторите, поготово на оваа тема кога зборуваме од времето да се пожалиме дека има промена на промена на времето сите чувствуваме проблем. Да. Посебно врти долна грбна рамото. болка, па не врти рамото, па некој е затегнато во вратот, леле плешките, така да тоа е секојдневие, секојдневие, верувајте. Многу ви благодарам, преубави совети за сите нас, затоа што кажавме ние од популацијата, според статистиката, не знам ни колку проценти, ако не се 100, еве нека се 90% се соочуваме со вакви проблематики. Бањата дали е добре дојдена уште тоа да ве прашам? Секако. Да. Секако. Без Бањата и разлика на годишната апсолутно, возраст. апсолутно. Физикална терапија, бањичка и уживање малку така, нели, Апсолутно. опуштање на мускулатурата. Така е, Ви да. благодарам, докторе, се гледаме и повторно. Ви благодарам Секогаш сте ни на добре поканата. дојдени. Да.